Ја видовте графиката какво време не очекува во текот на денешниот ден и деновите кои следуваат. Ние токму на оваа тема се задржуваме со вториот гостин во студиото 3 на Македонската телевизија. Едно од главните прашања кои го поставуваме овие денови е дали конечно времето ќе се стабилизира, дали ќе ја почувствуваме пролети, иако еве календарски сме и на почетокот на летото за 10 дена. Најновото ажурирање на долгорочните прогнози за летото 2023 покажува интересни трендови со повторно воспоставување на феноменот Ел Нињо со појава на атмосферско блокирање под влијание на висок атмосферски притисок над Европа, што значи се во ова, дали конечно ќе имаме стабилизирање на времето и дали на долг рок можеме да очекуваме убаво лето, се прашања кои што ги поставуваме на професорот по метеорологија на Природно-математичкиот факултет Владо Спиридонов. Добро утро и добре ни дојдовте во Македонија. Наутро, професоре. Добро утро, благодарам за поканата. Споменав календарски сме пред почетокот на летото, но професоре пролет речиси и да немавме. Што се случи со климата, што се случи со годишните времиња? Да. Пролет речиси да немавме, ние дискутиравме во претходната емисија, ако се сеќавате, меѓутоа сега сме на прагот на метеоролошкото лето. Се случува овој шаблонна циркулација на европскиот континент. Не е тоа невообичаено во метеорологијата. Овие настани или феномени се нарекуваат метеоролошки сингуларитети, кои што се повторуваат речиси секоја година. Меѓутоа сега постои во рамките на тие климатски промени, постојат тие меѓусезонски осцилации на времето и на климата. Токму една ваква манифестација, една шаблонна циркулација, веќе подолго време се задржува над европскиот континент, а ќе објасниме зашто. Голем дел од нас сите овие случувања метеоролошки ги припишуваат на климатските промени. И сега е ваше да ни објасните дали навистина климатските промени имаат врска со ова што метеоролошки ни се случува. Па да, и во претходното моје искажување, претходниот мој исказ кажав дека климатските промени е една долгорочна карактеристика на времето, на климата во една област. Кога станува збор за вакви сезонски влијанија или сезонски одлики на времето, тие зависат, во рамките на тој климатски систем постојат и меѓугодишни и сезонски осцилации, а тоа сепак зависи од некои други фактори глобални, распоредот на воздушните маси, на центрите со висок и низок притисок, на манифестирањето на млазната струја, која што разделува две карактеристични воздушни маси, една поладна, една потопла. И така натаму, така да не треба се да се препишува на климатските промени. Меѓутоа, дека климатските промени се присатни, и тоа сите сме сведоци, дека нешто се менува во односот на времето и климата, тоа веќе не е несомнен факт и податок. Во моментов гледаме една анимација која што би сакала да оди, колеги, благодарам, која што ја подготвивте вие и која што сакам да ми ја појасниме на нашите гледачи. Изминатиот период, професор, имаме врнежи од дожд кои што се константни во одредени делови од државата, па и на Балканот во форма на невреме. И сега бараме објаснување на што се должи оваа невообичаена временска слика во југоисточна Европа. Токму така, на наједноставен начин ќе се обидеме јавноста да биде запознаена. Во текот на април и месец мај, европскиот континент се загрева многу побрзо отколку Северноатлантскиот океан. Зошто? Затоа што имаат различни топлотни капацитети, копното, атмосферата и водата. Океанот побавно се загрева, меѓутоа побавно оддава топлина. И спротивно, копното побрзо се загрева и многу побрзо оддава топлина. Тие температурни разлики во месец април и мај помеѓу океанот и копното, на некој начин се рефлектираат и на создавање на разлики во односот на притисокот, понатаму и разлики во карактеристиките на воздушните маси, океанската воздушна маса и континенталната над европскиот континент. Кога таа температурна разлика ќе достигне некоја критична вредност, во тој случај се случува да постепено ладниот и повлажен воздух од Атлантикот постепено се распоредува во европскиот континент. Токму тоа се случува и над нашиот континент. Тој ладен и повлажен воздух е распореден над европскиот континент, загревањето во континуитет, од ден на ден постепено се зголемува, меѓутоа се зголемува и нестабилноста на атмосферата како резултат на присуството на овој специфичен облик на циркулација.
според, само да кажам, според научната евиденција, кај нас има и научен труд дека постои така наречен европски монсун, меѓутоа да не дојде до некоја забуна. Тоа е карактеристичен преовладувачки шаблон ветер на циркулација, кој што се случува во еден регион. И далеко е од оној индиски монсун за кој што сите знаеме. Да, за карактеристиките на тој индиски монсун сме читале многу и сега многу ше интересно кога проциркулира деновива информацијата дека може би станува збори за монсун во оваа ситуација. Кои се карактеристиките на овој? Што можеме да очекуваме? Да. Значи, разликите помеѓу европскиот, така наречен, ке кажам во наводници, монсун, терминолошки, ајде да го наречеме, бидејќи иако во литературата научно постои таков труд и научен, ние подготвивме една анализа која што Плюс Инфо на вистина ја објави и на Природно-математичкиот факултет на Институтот за физика има детална анализа околу овие состојби, кои се тие карактеристични временски и климатски одлики во ваква една настаната циркулација. Меѓутоа, суштината е што во магнитудите, значи, индискиот монсун има далеку поголем интензитет од овој облик на циркулација кој што се манифестира во Европа. Вие кога имате, значи, на загреано тло и прилив на малку повлажен и поладен воздух, имате чести грамотевични процеси во текот на денот. Вие наутро ќе се разбудите, в нашата атмосфера кој ќе погледне во небото, имаме расфрлано, расејано облаци кои што имаат ниска база и така натаму, понатаму со загревањето во текот на денот, тие постепено се распрснуваат. Најнаш се појавува некое сонце, кое мислиме дека веќе повторно ќе го заземе хоризонтот, но напротив се јавува термичка конвекција, се развиваат тие грамотевични облаци во текот на попладнените часови, посебно кога ќе достигнат некоја максимална вредност. Понекаде во локални области се јавуваат и малку поинтензивни промени, еволуција на такви облаци и затоа секојдневно ова се случува се до оној момент додека не настане оној термички еквилибриум и да се изеднашат температурите помеѓу океанот и копното. Имаме и друг видеоматеријал, тоа е од невремето кое што викендов се случи. Имавме прилеп, кавадарци, проблеми на патоците на Љубаниште и сега граѓаните паметат дождови сме ги имале секогаш, но ќе кажат во овој интензитет и со вакви штети не паметиме. И навистина, секоја година во формите на невреме некако се поинтензивни, подрастични, коригирајте на ако грешам. Не, апсолутно сте во право, затоа што еден од негативните ефекти на климатските промени и глобалното затоплување на нашата планета на средната температура се изголемувањето на честината и силината на овие временски феномени. Во случајот најголем проблем и најдеструктивна, да речам, најдеструктивно влијание имаат овие грамотевични облаци или бури, како да ги наречеме правилно. Затоа што во атмосферата, значи на овој начин, како резултат на глобалното затоплување, може атмосферата да задржи поголемо количество на влага. Значи, според проценките некаде на 1 степен загреаност, поголема загреаност на планетата, 7% има поголемо присуство на влага. И сега вие, предходното прашање да го поврзам, кога имате ваква една ситуација, ваква една циркулација, еден шаблон во европскиот континент со секојдневни врнежи, навистина тоа присуство на дополнително количество на влага создава можности да во текот на денот со загревањето и присуството на влага и одредени механизми на кревање на таа влага во воздухот, тоа ние го нарекуваме стручно конвекција, да се создаваат такви облаци. Меѓутоа, сега на почетокот на прашањето кажавте дека тие може да бидат во одредена фаза многу деструктивни, многу интензивни, затоа што содржат голема количина на енергија, тие грамотевични облаци, ги има различни категории, сега да не ги замараме гледачите, меѓутоа, навистина, треба да размислиме дека во идниот период, според нашите проценки и анализата што ја подготвивме, процесите ќе бидат многу поинтензивни, затоа што ќе има дополнително загревање на атмосферата, постепено, како што кажав, ќе не напушти овој шаблон кон крајот на месец јуни, веќе ќе настане оној баланс во односот на температурите и притисоците, нема да имаме оној термички градиент па насочено движење од Атлантскиот океан кон копното и вакви грамотевични процеси, односно намален притисок во целиот овој регион на Европа и верувајте дека ќе имаме
повремено, значи тоа нема да биде секојдневно, меѓутоа повремено ќе имаме интензивни грмежи и грмотевици. Што можеме да очекуваме на долг рок? Голем дел од граѓаните се разочараа овој јуни кои што ги користат летните одмори, бидејќи навистина и не се температурите карактеристични за овој период од годината, ниту времето. Сега јули и август ни остануваат, можеме ли да очекуваме убаво лето? Така, значи наутро, значи токму кога се спремав во емисијата, ја слушав вашиот дел каде што давате една информација по широка слика за луѓето, за граѓаните што сакаат да одат на годишен одмор и во оваа прва фаза, јунска, за кој што на некој начин се разочарани граѓаните. И размислов дали јас едноставно да се вклучам во еден вака моje видување, меѓутоа нема да биде тоа така, мислам како што луѓето се вознемируваат, постепено атмосферата и знае да се подесат сите оние процеси, односно таа интеракција помеѓу морињата и океаните, постепено ќе дојде до загревање и на Средоземното море, и на Јонското море и така натаму, така да посебно во втората фаза, во втората половина, иако мај јуни како што кажавте, за оние што уживаат малку во посвежи, да речам, попријатни услови, во текот на денот има сонце, секако на тие морски летувалишта, меѓутоа, ќе знае да повремено и таму да се дестабилизира атмосферата. Меѓутоа, сепак, втората половина, значи летото, според овие наши глобални проценки, на основа на тие глобални атмосферски климатски модели, денеска науката дозволува да се дадат одредени временски сезонски изгледи. Тие не се реално остварливи секогаш и затоа треба да бидеме воздржани, меѓутоа проценките се, според тие наши анализи, дека летото сепак за нијанса, значи имам благо зголемување на температурите, меѓутоа ќе биде повлажно и по-нестабилно. И се во ова вие што го кажувате, професоре, во голема мера информација која што ја добивате од алатките кои меѓу другото и вие ги креирате, кои што се дополнителен извор и за студентите со кои работите, но и корисни за нас граѓаните, особено оние кои што ве следат вас на социјалните мрежи, имаат секогаш нова информација за она што ни се случува и прогноза. Да. Колку овие алатки се важни? Колку овие алатки, да речеме, се добра опција да ги користат и државните институции како поддршка? Да, многу убаво прашање. Значи, науката треба да соработува, односно, да кажам, администрацијата и институциите треба да соработуваат со науката, да градат партнерство, затоа што науката е таа која што влече, значи, напред, без научна позадина. И не може да се импровизира во вакви, да речеме, работи. Значи, се знае денеска во науката, во контекст на ова наша проблематика, нумеричката прогноза на времето е водечка дисциплина. Иако оној како да кажам, оној шаблон на прогноза на време кој што е од минатото, концептуален, со методологија со исцртување на временски карти, аналитики, фронтални системи и така натаму, тоа е суштината во односот на оној математички формализам. Меѓутоа сега постојат компјутери, постои компјутерска техника, постојат современи, софистицирани методи и алатки, нумерички, значи алатки кои што се базираат повторно на суштината на оние суштински физички закони, понатаму нумерички се интегрираат, се процесираат и на крај се добива еден алгоритам. Значи, такви модели постојат во светот и постојат такви експерти, значи врвни експерти во светот кои што развиваат алатки и треба да имаме доверба. Сега, колку е нивната остварливост со оглед на хаотичната природа на атмосферата или тие нелинарни процеси, тоа е, значи, специфично. Меѓутоа, до 3 до 7 дена денеска, значи, може да се предвидуваат системите. Меѓутоа, кога ќе стане збор за вакви грмотевични облаци, алатките одат со една така наречена современа, се вика Convective Scale Numerical Prediction, односно нумеричка прогноза на процеси кои што се во мали размери, за да можат и тие мали атмосферски вртлози, односно иницирање на тие мали индивидуални конвективни или кумулонимбусни или како сакате грмотевични облаци да се прогнозираат. Но тоа не е само доволно, освен овие, да речеме, современи софистицирани нумерички методи, тука се користи современата радарска технологија за следење еволуцијата, патеките на тие грмотевични облаци, понатаму сателитската технологија која што возможува да се проникне во структурата, во микрофизиката на облаците. Значи, ова е наука и овде навистина треба да се пристапува научно во сите сегменти. И добро е што сте отворени за соработка, па ни појаснувате
тоа што ние го имаме како нејаснотија и прашање. Благодарам за гостувањето во Македонија наутро. Ви благодарам и јас и ви благодарам за вашата убаво искажана поддршка што ја давате во контекст на овие временски непогоди и алатката која што развиваме за детекција на тие невремења. Ни објаснивте што се случува периодов, ни дадовте информација дека летово ќе биде повлажно од вообичаеното, сосема доволно бидејќи ние сакаме да располагаме со информациите и однапред да планираме се. Благодарам.